Овој пат ви ја покажувам кукичката внатре. Здраво живо, јас сум Димче, добродојавте во уште едно моје видео. Овој пат ви ја покажувам кукичката внатре. Добив многу коментари, многу прашања каква е кукичката внатре. Па ајде ќе ви ја снимам убаво и ќе ви ја покажам. Јас имам снимано пред некоја година, меѓутоа секако имам нешто доправено од тогаш, нешто сменето, па така ќе ви биде интересно и на тие што веќе ја имате видено, да ја видите повторно. Иначе ова е кукичката однадвор што ја гледате. Ова е кукичка која што имам направено јас сам и е направена од природни материјали и е една од ретките еколошки куќи на овој простор. Под еколошка куќа се подразбира куќа која што е направена од природни материјали, куќа која што не иштети на природата и куќа која што не ја оштетила природата додека се правела. Значи, со други зборови, ова е куќа од земја и земјата е еден од ретките материјали кои што може да се наречат еколошки и кои што нема да иштети на природата. Затоа што кога ова куќа ќе падне, затоа што е направена од земја, на ова место ќе си остане само еден рид, односно ќе си се врати на природата. Како што гледате, таа се вклопува во природата, нема агли, не штрчи и едноставно дел од неа. Имам зборувано за кукичката многу пати, меѓутоа сепак да повторам и ајде да ве однесам да ви ја покажам внатре. Ево одиме на ке влезот на кукичката, значи влезот на кукичката ми го чуваат два змеја. Ово е змеј кој што е направен од шишарки од глина, ако се сеќавате, со познатиот јутубер Лазаров го снимавме ова видео и го правевме змејот. Како го правевме го има на неговиот канал, ќе го најдете сигурно. И испадна супер змејот. Ова е едниот змеј кој што ми ја чува вратата, а ова е другиот змеј кој што го чува влезот во кукичката. А ова е влезот. И ајде ве носам внатре да ви ја покажам кукичката. Значи, конечно начекав сончев ден, па затоа се решив да ви ја снимам. Сега го видовте влезот на кукичката. Кукичката се состои од една поголема купола, така да кажем, и од две помали куполи. Ова што гледате сега е големата купола. Од десната страна има уште една мала купола, која што е спална, ќе ви ја покажам подоцна, и од левата страна има уште една мала купола, која што е купатило. Ова ми е каминот. Ова е хамокот. Значи, јас мора да признавам, некој начин сум зависен од хамоци. Па така некако се навикнав на нив, па ете си ставив еден и во собата. Иначе ова е зимската распределба. Каминот не го користам затоа што го направив многу голем и не можам да го загреам. Затоа си користам тука друго ќумбенце, кој што ми е помало, еве го. И ова е местото за седење. Или главниот дел каде што го поминувам јас времето во кукичката. Исто и тука има уште едно место за седење. Иначе исто така и мебелот си го правам јас сам, како што може да видите. Ова е сето направено од глина. Сам го правам. Пробав да споделувам знаење на работилници, меѓутоа од тоа добив само главоболка. И во иднина или ќе правам, не знам,
или нема да правам работилници, или ќе бидат само за одреден мал број на луѓе и така натаму, затоа што едноставно луѓето не ценат. Кога е нешто бесплатно, луѓето не го ценат. И 500 муавети си слушнав, и шлапања, и замарања, и за тоа луѓе, добро, шом така, окей. Тоа е тоа. Еве како што гледате, ова се полиците, тоа ми е каминот, сега ќе ве свртам во круг. Ова ми е едниот прозорец. Тоа е влезот од кај што влегуваме, а тоа таму во далечината што гледате ми се орманите, односно местото каде што чувам работи. Гледате, сега куќата е во круг, но се надевам ќе може да се сними се убаво. На куќата имам и уште еден дел кој што е горе, ќе ви го покажам. Ова е креветот кој што е на спрат. Значи, затоа што куполата е висока скоро 5 метра, има простор за да се искористи и горе. Знам колку може да се види. Меѓутоа, еве го креветот горе. Ова е сончевиот кров кој што го имам, мал сончев кров. Треба да го исчистам. Многу ѓубре се собрало на него, но ај се надевам дождот сега ќе ми ја заврши работата за мене. Ова е небото мое. И ова надоле е каминот. Така. Сега да ви ја покажам спалната. Може малце да биде темно внатре. Тука имам направено мало каминче. Меѓутоа не го користам затоа што оваа просторија е многу мала, па се топли од главната просторија. А и генерално куќата е многу топла, така да брзо се загрева. Еве сега да ви го покажам и овој дел. Овој дел ми е во изградба уште. А тука си правам мало купатило со када. Многу е мало, не можам да снимам, меѓутоа еве ќе пробам нешто. Оно е само 5-6 метра квадратна. Значи има еден умивалник и една када, која што исто така ја правам од природни материјали. Ете, така, ајде да ве свртам уште еднаш. Да видите кукичката. Ми се допаѓа како изгледа на камера, изгледа бајковито. Во живо секако има мани, мислам јас ги гледам затоа што сум секој ден тука, но вака кога ја гледате стварно изгледа бајковито, меѓутоа изгледот не е толку важен, затоа што енергијата е многу важна. Ајде сега да седнеме, да се напиеме едно какао. Се изморив од покажување. Се надевам дека ви се допадна кукичката. Сега ја си стоплив вода, си направам едно какао. И да здимна малце, затоа што верувате не е лесно да се снима оно, треба енергија многу. Не е така како што изгледа, земи снимај, па треба да пазиш, па треба да пазиш што зборуваш, па треба да си сконцентриран и така натаму и така натаму. Меѓутоа, окей, мене ми е интересно.
И така. На здравје. Ете ја кукичката однатре како изгледа. Уште еднаш да кажам дека во овие куки, освен тоа што не штетат на природата, важна е и енергијата, затоа што кога сте помеѓу ѕидови од земја, вие се осеќате како да сте во мајчина преградка или во нејзината утрова, безбедно, заштитено и убаво. Највеќе од се што можем да издвојам за оваа кукичка е тоа, чувството внатре какво е. Чувството е преубаво. И би сакал секој да може да се осмели да проба, да испадне од стегите на ова модерно, не знам напредно како и да го нарекувате време, јас не гледам напредок никаде, освен хаос, загадување и војни, јас тоа гледам. Меѓутоа, вие си знаете и би ве охрабрил да направите чекор, да си изградите овакво кукиче, да не давате пари повеќе на таа индустрија која што не загадува, која што ги финансира војните и од која што порано или подоцна мора да се отарасиме, а тоа е градежната индустрија и тоа е нафтената индустрија. Кога тогаш ќе мора да се откажеме од нас, значи ќе биде или они или ние. Уставно немаме избор. Ете, темата кај ми отиде, од кукичката отидов натаму, меѓутоа работите се поврзуваат едни со други. Да се вратам на кукичката, ќе отвориме цела една тема може, цело едно видео може да снимаме на оваа тема, интересна е. Ете ми дојде убава тема за видео, за наредно видео, па ете во наредно видео ќе зборуваме за ова. Ако ве интересира, ќе развиеме една дебата, затоа што разговарањето за табу теми е богатство и треба сите да го правиме. Сепак ние потекнуваме од богомили, а богомилите биле познати по тоа што немале цензура, значи се беседело на секакви теми, иделе луѓе од цела Европа на овие простори само за да може да разговараат на теми кои што во тоа време, во дамнешно време биле забранети кај нив. Така да секоја тема е убава, така да супер тема за наредно видео. На здравје луѓе. Тоа од мојата кукичка. Ако имате некои предлози што можем да направам ја наредно, или вие ако правите нешто, слободно споделете, би се израдувал. Ако видам и дека некој друг гради со природни материјали, односно ја поштедува мајката природа. Ви благодарам луѓе што бевте со мене во уште едно моје видео. Ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.